Здраво на сите, добро дојдовте во ново видео. Во денешното видео правиме целосен преглед на новата Call of Duty Mobile, па затоа останете со нас, почнуваме веднаш. Call of Duty Mobile е релативно нов first person shooter, направен од страна на Tencent Games. Tencent е компанија која што има огромно искуство и знаење кога станува збор за игрите на телефон. Чисто информативно, истата оваа компанија е направи PUBG Mobile. Целосната верзија на играва беше објавена пред неколку денови и сега е free to play и е достапна на Android и iOS. За краток временски период играта достигна околу 20 милиони играчи, што е одличен почеток и кажува само колку е играта популарна. А сега да почнеме со визуелниот дел, односно графиката, мапите, геймплејот. За игра на телефон има одлична графика, можеби најдобра до сега. Креаторите имаат обрнато големо внимание на деталите и тие прават голема разлика. Има голем број мапи и мапите се набројани од претходните COD игри, како на пример Nuketown од Black Ops, Crash од Modern Warfare, потоа Crossfire и Killhouse и уште многу други. Исто така има препознатливи карактери како Ghost, Soap, Section. Освен графиката има голема слобода кога станува збор за контролите и многу лесно може да ги наместите според вашата потреба. Играта е доста брза, како и другите COD игри, и седна се геймплејот одличен и уште многу ќе се подобрува со идните апдејти. Следниот дел се гейм модовите, кои што ги има многу во оваа игра. Има Free for All, Frontline, Hardpoint, Domination, Team Deathmatch и се разбира Battle Royale модот. Сите се скоро базирани на тимски игра, со исклучок на Free for All нормално. Сега, сите се возбудени за Battle Royale модот и богам има зашто. Не е само колку однака додаден. Напротив, Battle Royale модот располага со голема мапа, со голем број места како Nuketown, Killhouse и други. Има опција за First Person и Third Person. Со голем број на пушки, возила, пред да влезете во играта си бирате класа според која ќе имате определени способности, околу целата мапа може да пронајдете зомби, има дронови, има картички со кои може да ги ревајвнете пријателите и да, има и соло, дуо и склад опција и уште доста други работи, што кажува дека овој мод е озбилен. Има три типови на мечеви, тие се Normal, Ranked и Private. Ranked мечевите ви даваат XP. Остано уште да позбориме за шопот. Играта има многу микротрансакции, што е нормално земајќи во предвид дека е бесплатно. Има голем број на скинови за пушки, ранци и други ајтеми. Исто така има Battle Pass, кој што е многу сличен на оној од Fortnite, значи има стандард и премиум Battle Pass, кој што дава многу повеќе награди. Како валута во играта се смета COD Points, кој што може да се купат преку картичка нормално. И едно нешто што воопшто не ми се допаѓа е фактот што има ајтеми кои што може да ги купите со COD Points и тие ви даваат голема статистичка предност. Ова му дава pay to win аспект на играта, но сепак е Call of Duty Mobile и мислам дека не би го сватил некој толку сериозно. Океј, значи тоа е се што треба да знаете за играта. Мислам дека се уште е рано, играта допрва треба да се докаже со идните апдејти. Сигурно ќе бидат пронајдени багови кои што ќе треба да се поправаат и би ви препорачал на сите да ја снимите играта и да ја пробат. Мислам дека нема што да изгубите. Доколку веќе сте играли играта, напишете во коментар што мислите вие за неа. И тоа беше тоа за ова видео. Не заборавајте да го лајкнете доколку ви се допадна и претплатете се на каналот за повеќе вакви видеа. А ние се гледаме во наредното видео. А до тогаш поздрав!